Во пресрет на новогодишните празници, општина Куманово традиционално подарува пакетчиња на детското оделение, децата без родители, дневните центри за лица со попреченост и останати ранливи групи. Децата кои што се хоспитализирани на детскиот оддел, но и во дневната болница, денеска ги посетија председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска и представници на секторот за социјална и детска заштита заедно со Дедо Мраз. На моје задоволство сум на посета на детскиот оддел во болница во Куманово. Имаме околу 35 деца што ги посетивме. Им посакав заедно со Дедо Мраз и со сектор за труд, социјална и детска заштита подобро здравје и да не ја дочекат овдека новата година, да ги има помалку на овој оддел. Денеска продолжуваме заедно со секторот да делиме пакетчиња на деца без родители. Утре продолжуваме во порака наша, во глуви, надглуви, во оние ранливи категории што секогаш традиционално им доделуваме пакетчиња. Чест и задоволство како председателка на Совет, заедно со секторот, со советниците, да ги посетиме и да ги израдуваме сите дечиња во Куманово, вклучувајќи ги овие предвидени категории за кои што секогаш доделуваме средства. Креиране буџетот на општина Куманово има мало скратуваме, меѓутоа тоа ќе го знаете после седницата на Советот, има оправдани причини, се што е планирано ќе се докомплетира со ребаланс на буџет, имаме плани, имаме динамика, во секој случај она социјална подршка нема да изостане и оваа година, напротив планираме и подобрување на социјалните услуги. Општината и градоначалникот како и Советот на општината се наши традиционални партнери, помагаат многу на болницата. Проблемите на болницата не се само наши, туку се на цело Куманово, така да очекуваме во 2026 соработката и помошта од страна на општината и понатаму да продолжи. Во болницата во тек се работи за реновирање во секој оддел по една соба, па што толку ни дозволуваат и условите, не можеме комплетно да ги затвориме оделите. Од интерно до гинекологија, во тек е реновирање и варосување на простори на инфективно оделение. За 2026 се планираат поголеми зафати, оперативни градежни активности со реновирање на неврологија, кујна, перална, отварање на нови амбуланти, физикална терапија во нови простори. Планот ни е богат доста, меѓутоа колку ќе ни дозволи фондот, ќе видиме. По преговорите сме сега, очекуваме пред нова година да го добиеме и оперативниот буџет, па после ќе можеме да планираме што и како. Сакам да се заблагодарам на председателката на Советот на општината и на представниците од општината за оваа посета пред новогодишна и што донесоа барем малку радост и топлина на нашите дечиња и се надевам дека општината детското оделение, потребите на детското оделение ќе останат приоритет на општината, за тоа што здравјето на дечињата е наша најголема цел, а дечињата се нашата иднина. Ние сме тука секогаш на располагање на дечињата, на родителите и се надевам на што помалку посети пред новогодишно и во текот на новата година на детско оделение. Во моментот имаме хоспитализирани 35 дечиња. Повеќето се со температури, симптоми на настинка и грип и со компликации од истите респираторни вирози, бронхити и бронхопневмонија. Најмалото пациентче ни е на возраст од доенче 3 недели. 2 имаме потешко болни деца, едно е на кислородна терапија, другите се стабилни и се надевам дека во побрзо време пред нова година ќе си бидат во своите домови. Дневно прегледи сега од претходната недела се зголемија бројот на прегледи и имаме околу 80 прегледи на дневно ниво. Совет за најмалите да не се изложуваат, значи да се избегнува, значи поголемо собирање на поголема група за најмалите, за пациентчиња, да се задржуваат на здрава храна, здрава исхрана, тоа. Доколку се настинати болни со симптоми на настинка, грип, температури, кашлица, да не посетуваат градинка, затоа што во моментот се актуелни респираторно инфекции, преносливи по капков пат, така да најбрзо ќе се шират во вакви колективи.